Најавата на Министерството за земјоделство дека започнала постапката за обезбедување така наречено олеснување на земјоделците преку зелена нафта, која е со пониска цена од редовната, дава надеж за намалување на трошоците во производството и подоходовно стопанисување во агросекторот. Токму затоа со нетрпение се очекува најавата на Министерството за земјоделство дека ќе се реализира започнатата постапка за оваа мерка, со тоа што ќе се направи измена во Законот за земјоделство и рурален развој. Покрај другите ефекти, зелената нафта треба да го амортизира зголемувањето на цената на овој енергиенс по основ на акцизата, а кој не е занемарлив. Треба и по 15 кило декар, а не 4 декара, ова 4 кила што викат. 15 кило декар да изтаса. Оти оре. Додека иде до полето, треба да оре. После треба да дрла. Па однесе ѓубре. Со тракторот мора да го однесе ѓубрето. Тоа 4 кила анжак по пато ќе го потроши. За орање и за дрлање нема. А 15 кила е тука, даде поскапа. Не са кажали цената још за зелената, де? Ќе кажат они, дали ќе има сметка да се зима, дали ќе нема и да се даде по-голема количина. 5 литра е доволно. Доволно за декар 5 литра е доволно. Семенски материјал добро, да речеме. Семенски материјал е скап точно. Со цел да се елиминираат злоупотребите со зелената нафта, ќе се преземат опсежни мерки и анализи преку организирање средби со земјоделците, да се дефинираат правила кои ќе овозможат оваа своевидна привилегија да ја уживаат сите подеднакво исклучиво за земјоделска намена. На земјоделците им се нудат уште две мерки, од кои првата се однесува на деночното ослободување, односно поместување на границата на персоналецот од 300.000 на 1 милион денари. Оваа мерка, меѓу другото, ќе стимулира поголемо производство и промет кај индивидуалните производители и задруги. Втората мерка, која значи стекнување право на пензија и земјоделци кои се на возраст од над 70 години, ќе им ја реши екзистенцијата на оваа категорија на лица на кои практично им е најпотребна.